Денешната пресконференција е присутен и господинот Сафет Џеџалију, генерален секретар на Поморскиот инвестициски форум, но на почеток ќе дадам збор на колешката доктор Татјана Штеријова, национален координатор во рамки на КИФ при Стопанската комора на Македонија во делот за нашата земја. Благодарам. Приказната за развојот на Поморскиот инвестициски форум, како асоциација на коморите од 6 држави на Западен Балкан, во кој што од нашата земја е вклучена и Стопанската комора на Македонија, започна во 2015 година во рамките на Берлинскиот процес, кој што се одвива под покровителство на германската канцеларка Ангела Меркел, со единствена цел да помогне за поврзувањето на бизнисите преку границите на регионот. Причината зошто Поморскиот инвестициски форум е можеби најважната алатка за зајакнување на регионалната економска соработка, но и еден од најуспешните резултати на Берлинскиот процес се заснова на причината што во суштината на неговото постоење се поставува идејата дека од слободната трговија и од регионалната интеграција на долг рок добиваат сите земји. Соработката помеѓу бизнис заедниците од регионот на КИФ во својата основа ја има идејата дека многу повеќе може да биде направено за економскиот раст на секоја од 6 земји од регионот на Западен Балкан поотделно, меѓутоа и сумарно, односно кумулативно за раст во целиот регион, доколку бизнис заедниците од регионот соработуваат, многу подобри резултати може да постигнат отколку што тоа би било направено доколку секој од нив действува поотделно. Кога станува збор за податоците кои што се однесуваат на надворешно-трговската размена на Република Северна Македонија, податоците, односно бројките покажуваат дека засилените активности преку Поморскиот инвестициски форум, насочени кон зајакнување и унапредување на регионалната економска соработка, даваат позитивни резултати. Имено, во 2019 година 10,1% од вкупниот обем на трговската размена која што Република Северна Македонија реализирала со светот, отпаѓа на 6 земји од регионот на Западен Балкан, при што во тие бројки 11,4% од реализираниот извоз во 2019 година отпаѓа на земјите од регионот на Западен Балкан и 9,2% од реализираниот извоз за истиот период. И сега, иако општата констатација е дека размената на Република Северна Македонија со земјите од регионот на Западен Балкан години наназад не надминува еден просек од 10 до 12% од вкупниот обем на реализираната трговска размена на годишно ниво, тоа што треба да биде потенцирано се позитивните бројки доколку се разгледуваат во апсолутен износ и тие покажуваат тенденција на раст во изминатите 5 години. Така, например, во 2019 година со земјите од регионот на Западен Балкан, Македонија реализирала вкупен обем на трговска размена во вредност од 1,5 милијарди евра, при што на реализираниот извоз отпаѓаат 734 милиони евра, што значи раст од 13,6% во споредба со 2018 година. Ако се спореди со 2015 година, тоа е годината кога го бележиме почетокот на активностите преку Поморскиот инвестициски форум за зајакнување на оваа регионална економска соработка, тогаш можеме да забележиме дека вкупниот обем на трговска размена на Република Северна Македонија со земјите од регионот на Западен Балкан пораснал од 1,09 милијарди евра во 2015 година на 1,5 милијарди евра во 2019 година. Односно, реализирана е трговска размена поголема за речиси 400 милиони евра. Истото се однесува и на растот на македонскиот извоз кон земјите од Западен Балкан. Ако тој во 2015 година бил во вредност од 518,4 милиони евра, во 2019 година достигнува износ од 734 милиони евра, што значи раст од 41% за споредуваниот период. Сепак, се уште остануваат отворени прашања кои што се однесуваат на потенцијалите за унапредување и зајакнување на оваа регионална соработка. Генералната констатација е дека нашите компании се уште губат премногу време и се соочуваат со доста комплицирани и обременувачки процедури кои што се однесуваат на признавањето на документите, односно сертификатите и сите останата придружна документација при преминувањето на границите низ регионот на Западен Балкан. Во таа насока, бизнис заедницата од регионот, представена преку Поморскиот инвестициски форум, ги поздравува активностите преземени во последниот период, вклучувајќи ги неколкуте одлуки
усвоени на ниво на ЦЕФТА во изминатиот период, кои што се насочени токму кон тоа да се олесни трговијата на различни типови на производи во регионот и како бизнис заедница, односно бизнис асоцијација од регионот на Западен Балкан ја даваме својата поддршка за понатамошно обезбедување на понатамошната имплементација на овие одлуки. За деталите околу активностите на Коморскиот инвестициски форум и мерките кои што се предлагаат и се преземаат за адресирање на овие прашања, го поканувам господинот Сафет Гергалију, кој што е генерален секретар на Коморскиот инвестициски форум, да ги презентира активностите. Hvala. Tatjana, dobar dan svima. Izuzetno mi je drago da budemo danas u Skoplje, ali meni je teško pričati posle ovoga što je gospođa Tatjana govorila do sad. Uvijek imamo takve probleme i ona jednostavno na takav način se sprema da ostaje malo prostora za bilo šta. Bez obzira na to postoji tri značajan razloga zašto sam ja danas ovdje. Kao prvo iskoristim priliku da čestitam Komoru Makedonije 98 godina postojanja. To je jedna istorija i to je jedan doprinos ekonomskog razvoja Makedonije i mislim da taj doprinos se vidi ne samo u Makedoniji nego u regiji i šire. Kao drugo, jednostavno došao sam da izrazim zahvalnost Komori Makedonije za doprinos koji daje regionalnoj saradnji i u tom kontekstu predsjednik Azevski i Šterjova igraju jednu značajnu ulogu. Iskoristim priliku pred medijima da im se zahvalim. A kao treće, tu smo jer upravo zbog toga što dobro čini Komora Makedonije, sutra ćemo imati upravni odbor KIF-a ovdje u Skoplje kao znak zahvalnosti i podrške svemu ovome što radimo zajedno kao Komore Zapadnog Balkana. Zadnje vrijeme je stvarno puno tih aktivnosti, ali jednostavno svi se slažemo da regionalna saradnja nema alternative, da budućnost Zapadnog Balkana je upravo u tome da se ojača ekonomska saradnja, da se ojača dijalog i partnerstvo i da se eliminiraju barijere, jer samo tako mi možemo jednostavno postići cilj da budemo dio Europe ne samo sa političkog aspekta, nego i sa ekonomskog aspekta. I u tom kontekstu mislim da svi se slažemo da kao komore pokušamo da odvojimo influencije politike u ekonomiji i imamo jednostavno tu čast da bez obzira na sve ove okolnosti privatni sektor u regiji napravio puno koraka ispred politike. Meni je jako drago da čujem sve ove podatke koje je malo pre navela gospođa Šterjova oko robne razmjene i koliko je povećanje izvoza i saradnje između država u regiji, ali ako vi gledate ekonomski rast, ako vi gledate neke indikatore koje karakteriziraju Zapadni Balkan, ima još puno toga da se radi da bi mi uhvatili korak sa Europom. Prije par dana u jednom izlaganju sam rekao da mi se svi divimo tome što imamo 4% ekonomskog rasta, ali da 4% ekonomski rast država regije treba da dobije više na suštinu. Znači da ima tu više indikatora koji čine taj ekonomski rast, jer pretežno mi mjerimo ekonomski rast samo na potrošnju i na javne nabave. Nama trebaju više stranih ulaganja, nama trebaju novi radna mjesta, nama treba poboljšanje uvoza i izvoza, nama treba pregovori ili ugovaranje raznih poslova naših firmi u svijetu i šire. I u tom kontekstu možda bi imali veću suštinu tog ekonomskog rasta. Bez obzira na to, mislim da regija kao regija i pored te političke agende koja dominira, ekonomski jednostavno nađe svoje pute za saradnju i zbog toga ako neko zaslužuje primat junaka modernog Balkana, to su biznismeni koji jednostavno ne priznaju ni barijere, ne priznaju ni vjere, ni naciju, jednostavno gledaju svoj posao i oni su ti koji garantiraju opstanak ovih vlada i bolji život svih u nas. Kao KIF mi ćemo nastaviti dalje da promoviramo dijalog i partnerstvo, da jednostavno argumentirano pričamo o tome koje su barijere, jer na kraju krajeva ako mi gubimo vrijeme da gradimo barijere, mi jednostavno investiramo u prošlost, a prošlost ne može se mijenjati. Nama je bitna budućnost, a budućnost cijele regije, ekonomski razvoj, vladavina zakona i pravde, obrazovanje i jednostavno zdrav narod. U tom kontekstu mislim da imamo puno tih izazova. Ako vi gledate naše političare, oni pričaju o integracijama samo političke dimenzije. To što rade komore, rade suprotno tome.
politika da, ali ekonomsko moramo biti spremni. U tom kontekstu internacionalizacija poduzetništva je od velikog značaja, znači standardiziranje, certificiranje, quality management, licenciranje od velikog značaja i kao komore pokušamo jednostavno sve to postići. Postoje 4 stuba gdje mi mislimo da ćemo dati svoj doprinos i gdje smo orijentirali našu saradnju. Prva je trgovina, drugo su investicije, treća je mobility i četvrta je digitalizacija. Ako mi mislimo da jednostavno uhvatimo korak sa Europom, moramo na tome više raditi i od naših vlada dobiti što više moguće podrške, jer samo kroz ova 4 sektora mi možemo jednostavno staviti kao prioritet ekonomski razvoj. Ako je bitan ekonomski razvoj za ovu regiju, mislim da svi se slažu da bez ekonomskog razvoja je nemoguće postići političku stabilnost, bez ekonomskog razvoja je nemoguće postići socijalni mir, bez ekonomskog razvoja je nemoguće ubrzati proces integriranja, a ono što je najbitnija stvar, bez ekonomskog razvoja je nemoguće da se popravi i poboljša imidž Zapadnog Balkana, jer smatram da Zapadni Balkan je daleko bolje iznutra nego što se vidi izvani. U tom kontekstu jednostavno pokušat ćemo uz dijalog, interni dijalog među komorama, uz iskorištavanje iskustva svih predsjednika komora i te veze da promoviramo KIF kao budućnost. Druga stvar je u tome što sad su postali prava identifikacija Balkana kroz ovaj KIF i u tom kontekstu imamo jako dobru saradnju sa donatorima. Imamo dobru podršku sa Europskom bankom za razvoj, EBRD, imamo jako dobru saradnju sa KfW, to je agencija njemačke vlade, imamo jako dobru saradnju sa DIK, to je Unija komora Njemačke koji se bavi spoljnom trgovinom, imamo jako dobru saradnju sa komorom Austrije i tu radimo jedan zajednički projekat kad je u pitanju obrazovanje i digitalizacija i ono što je još bolja stvar u svemu ovome, sad smo postali prepoznatljivi i već imamo prve korake ojačati saradnju i sa USAID-om koji nudi jednostavno neke određene konkretne projekte. I u tom kontekstu saradnja sa Europskom unijom je jednostavno od velikog značaja. U januaru ove godine smo potpisali jedan sporazum oko jednog projekta gdje od tog projekta jednostavno dobiti podršku preko 1700 malih i srednjih poduzeća. Tu će biti razni aktivnosti, razni promotivni aktivnosti, jer na neki način naš je cilj da srednja i mala poduzeća budu kao prioritet podrške. Ako vi gledate robnu razmjenu između firmi u regiji, pretežno dominiraju velike firme. I ako već imamo tu dominaciju velikih firmi, kako će ojačati i jednostavno biti spremne za nove ekonomske izazove mala i srednja poduzeća i u tom kontekstu sigurno ćemo dati svoj doprinos. I na kraju krajeva, kako mi možemo pričati o ekonomskim integracijama ako nemamo slobodu kretanja ljudi, novca, kapitala, usluga i razne ekonomske djelatnosti i mislim da u tome dajemo svoj veliki doprinos. Za ekonomiju i za ekonomsku saradnju nikad nije dovoljno jednostavno doprinijeti. Tu treba puno toga uraditi, jer mi živimo u vijeku ekonomije gdje je vrijeme novac. U tom kontekstu što više shvatimo i što prije shvatimo suštinu ekonomskog razvoja koji se oslanja na regionalnu saradnju, sigurno ćemo ubrzati bolji život za sve nas. Jer na kraju krajeva, ako vi gledate opet pristup prema Europi, kao komore mi smatramo da ne moramo da budemo izazov i problem buduće Europe, nego da budemo spremni da kroz ovu saradnju i kroz ove integracije budemo dio izgradnje neke nove Europe gdje ćemo biti i mi dio te buduće Europe. U tom kontekstu još jednom hvala svima na pažnju, iskoristim priliku da zahvalim Komori Makedoniji za doprinos i ovo što radi Komora Makedonije u tom regionalnom pristupu mora da bude model i za ostale institucije, a možda i za vlade regije.